Во меѓувреме на друга тема, вчера се одржа конференција како да комуницираме за животната средина во растечката еколошка криза, практични искуства и нови перспективи во организација на Институтот за комуникацијски студии. На конференцијата учествуваа домашни и странски говорници, зборуваа за нивните специфични аспекти, но и искуства, но и понудија нови перспективи и приоди за комуникацијата за животната средина. Конференцијата ја проследи колегата Благојчо Костадинов. Балканскиот рис, охридската пастрамка, разни растенија кои што ги има само овде, мора да бидат заштитени, се порача од конференцијата насловена "Како да комуницираме за животната средина во растечката еколошка криза". Невладиниот, академскиот сектор, бизнисите, а пред се јавните институции мораа да преземаат разни активности и иницијативи за подобрување на комуникацијата за околината. Ваквата комуникација помага да се влијае врз јавното мислење, позитивни промени во однесувањето, застапување за политики и донесување регулативи. Многу е важно во заштитата на животната средина да имаме ефективна комуникација помеѓу сите чинители кои што се вклучени во тој процес. Пред се од јавните институции кон граѓаните, но активно бидат вклучени и медиумите, бидејќи имат многу голема улога во подигнувањето на свеста и промената на донесувањето кај граѓаните, секако со поддршка на невладините организации кои што работат во таа сфера и кои што ги имаат сознанијата, и од академијата исто така, која што може да понуди евидентни факти на кои што на граѓаните треба да им се представат на еден посимплифициран, поедноставен начин, за да ги сватат понекогаш сложените еколошки прашања, што тие значат, особено некои што се поврзани со климатските промени и како тие директно влијат и ги засегаат секојдневните животи на луѓето. Например, производството на храна, промената на климата, појавување на различни природни катастрофи, поплави, суши. Затоа сето ова треба да се заснува на една комуникација редовна, континуирана, граѓаните да бидат едуцирани, подобро информирани, да се влијае на промена на нивното однесување што ќе помогне, не знам, во селектирањето на отпадот или пак во почитување на одредени земјоделски практики кои што ќе одат во насока на заштита на животната средина. За нас е важно да бидат вклучени сите стейкхолдери, односно сите луѓе што на некаков начин се офатени при зачувувањето на ендемските видови, генерално на биодиверзитетот во државата. Тоа значи особено луѓето кои што живеат во руралните средини или во местата каде што постојат вакви единки, да бидат запознаени со природните вредности на местата во кои што живеат, во поглед на кога собираат билки или плодови, или пак ловџиите кога вршат лов, да бидат запознаени со екосистемските услуги кои што ги нуди природата во заедниците во кои што тие живеат во местата. Македонија е загрозена од различни загадувачи. Аерозагадувањето е едно од највисоките во Европа. Големата количина на отпад што не се рециклира, се влошува квалитетот на водите, прекомерните сечи на шуми, се само дел од проблемите со кои се соочува нашата држава. Животната средина е многу опширен и широк термин, меѓутоа ние во Македонското еколошко друштво главно сме насочени кон заштита на биолошката разновидност и прогласување на заштитени подрачја кои што придонесуваат општо за збогатување на одредена животна средина и зачувување на биолошката разновидност на одредени подрачја, што значи дека се уште него имаме исполнето тој таргет од 20% од територијата на Македонија да биде под одредена заштита. Не зборувам тука само за национални паркови, меѓутоа и за пониска категорија на заштитени подрачја. А што се однесува до биодиверзитетот, секако дека треба да се насочиме кон заштита на тие критично загрозени видови како што е балканскиот рис, би ги спомнал тука и мршојатците, кои што се под огромен притисок антропоген. Еве на пример пеперутката чинговски, која што исто така оценета како критично загрозена според Светската унија за заштита на природата. Значи да таргетираме одредени видови на кои што најмногу им е потребна помош и да ги насочиме нашите капацитети кон нивна заштита. Природните ресурси треба да се третираат така што светот ќе може да ги задоволи потребите на сегашноста без да се загрозат идните генерации, да ги задоволат нивните потреби. Зашто многу е важно и младото население да се инспирира, да бара решение и нови приоди кон прашањата поврзани со животната средина.